Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница по предметот Работа со компјутер и основи на програмирањето за 5-то одделение. Денеска ќе учиме преку игра за совладување на основните концепти од програмирањето, односно да се оспособите да ја спроведувате секоја инструкција од избраната игра правилно, а преку тоа да ги совладате концептите од програмирањето. Кои се основни концепти од програмирањето? Редоследно, односно секвенционално извршување, под 2 повторување, односно концепт на циклуси, 3 избор, односно селекција и 4 концепт на промени. Како прва инструкција е редоследно, односно секвенционално извршување. Тоа се инструкции кои што се извршуваат по редослед на кој што се напишани. За учење преку игри, за совладување на концептот на редоследност, ќе ја посетиме веб страната на studio.code.org, односно овој линк, можете да го запрете видеото, да си го запишете линкот, да ја посетиме оваа веб страна и да се обидеме да програмираме. Овдека на оваа игра имаме пчелка, цвет и место каде што треба да го направи медот. Пчелката треба да го собере поленот од цветот и да направи мед. Програмирањето ќе започне во десниот дел, каде што после овој блок, when run, треба да поставиме чекори по кои што ќе се движи пчелката. Пчелката треба да се придржи еден чекор право од неа, да стигне до цветот, значи еден чекор кон десно. Потоа треба да го собере поленовиот прав од цветот, го земаме цветот и го поставуваме. Потоа од цветот треба да направи 2 чекори право, односно кон десно. И кога ќе пристигне, треба да го направи мед. За да сме сигурни дека програмирањето на движењето на пчелката не е готово и пред се точно, треба да провериме кога ќе кликнеме на Run. Значи, успешно ја придвиживме пчелката и успешно е програмирањето. Можеме да продолжиме понатаму на следни нивоа, но ние ќе продолжиме со други игри, а вас ќе ви оставам после овој час да продолжите со програмирање и придржување на пчелката. Под број 2 е повторување, односно концепт на циклус. Се користи кога една или повеќе инструкции се повторуваат одреден број на пати. За учење преку игри, за совладување на концептот на повторување, повторно ќе посетиме веб страната на studio.code.org, ќе ве замолам да го запрете видеото, да го препишете линкот и да се придвижиме кон веб страната и играта, за да ги повториме чекорите кои што сме ги направили. Односно, овдека во играта можеме да погледнеме дека имаме една црвена птица и едно зелено прасенце. Треба црвената птица да стигне кај зеленото прасенце. За да стигне црвената птица до прасенцето, треба да се движи право, односно треба да изброиме колку чекори треба да се придвижи. Имаме 1 чекор, 2 чекори, 3 чекори, 4 чекори, 5 чекори. Но бидејќи треба да се движи по права линија, можеме да избереме блок кој што представува повторување на чекорите на исти чекори. Го поставуваме блокот за повторување. Тука е запишано веќе 5 пати. На стрелката можеме да избереме помалку или повеќе, доколку ни е потребно во чекорите на движење на црвената птица, и го поставуваме блокот за движење на птицата, за да провериме дали ова кој што сме го испрограмирале ќе дозволи на црвената птица да стигне кај зеленото прасенце. Ќе кликнеме на Run за да видиме што сме направиле.
Одлично завршена работа. Се надевам дека и вие сигурно одлично ја завршивте работата. Можеме да продолжиме играта или да се вратиме повторно. Јас ќе ве оставам повторно после овој час да продолжите на следните нивоа да ја придвижувате црвената птица кон зеленото прасец. Следно во програмирањето кажавме дека е изборот, односно селекција. Условот може да биде вистина или невистина. Ако условот е исполнет, се извршува некоја активност. Ако не е исполнет, активноста не се извршува, а може или не мора да се изврши некоја друга активност. Имаме наведено неколку примери. Ако светлото на семафорот е зелено, помини ја улицата. Ако цената на блузата е помала од 500 денари, купи ја блузата. Ако имам лист хартија и молив, ќе ги напишам порачите. Инаку, ќе ти пратам мејл. Ако имам велосипед или ролерки, ќе одам во парк. Инаку, ќе останам дома. Четврто, концепт на променливи. Вредноста на променливите може да се менува во текот на извршувањето на програмата. За учење преку игра, за совладување на концептите на избор и променливи, повторно ќе посетиме истата веб страна, запрете го видеото, препишете го линкот до веб страната и ќе се обидеме да програмираме. Овдека имаме повторна пчелка, која што треба да стигне до виолетовиот цвет и да го собере поленовиот прах. Овдека имаме блогови кои што веќе ни се во првиот левел, односно во првата игра, како помош, а понатаму се потешки нивоата и потребата да се користат повеќе блогови од веќе понудените. Имаме почеток за започне со движење на пчелката. 3 пати вели треба да се придвижи право, како тоа ќе го потврдиме дека е точно. Имаме овдека тревичка која што е во форма на светли и темно-зелени квадратчиња, можеме да ги изброиме. 1, 2, на третото квадратче ќе стигне до виолетовиот цвет и ние ќе му додадеме дека треба да го собере поленовиот прах за да може да направи мед. Доколку сметаме дека програмата тука и ни завршува, можеме да се обидеме со ран и да пробаме дали пчелката ќе го собере поленовиот прах од цветот. Одлично, пчелката не награди со една насмевка и исто така оваа игра ни нуди повеќе нивоа и кога ќе притиснеме на континуус не пренесува на следното ниво. Исто така ќе оставам после часот да продолжите со програмирање и со придружување на пчелката кон цветот и правење на мед. Постојат многу игри, исто така имаме линк кон игра за програмирање на најкратката патека на роботот. Во случајов ја придвижувавме пчелката и црвената птица, а можеме да го придвижиме и робот. Ќе ви замолам да го запрете видеото и да го препишете линкот до веб страната на bbc.co.uk и да се обидеме заедно да програмираме и да го придвижиме роботот. Јас сега веќе ја посетувам страната. Ова е програмата во која што роботот ќе го придвижуваме до одредената насока. Почеток на играта имаме на следната страна, можеме да избереме 3 нивоа, јас ќе го изберам медиум. Имаме 4 игри, ќе почнам со првата игра и нормал. И започнуваме со плей. На оваа игра ние треба да му помогнеме на роботот, еве го белото роботче, по овие испрекинати линии патека да стигне до знаменцето. Во десниот дел од играта имаме простор каде што се појавуваат чекорите кои што треба да ги направи роботот, но ние во овој дел долу, во празните квадратче, треба да ги пренесеме чекорите кои што треба да ги направи роботот редоследно од почетокот, односно позицијата каде што тој се наоѓа, до знаменцето во редослед од лево кон десно. Значи роботчето
треба да се придржи еден чекор напред. Тоа го правиме кога ги броиме квадратчињата кои што се овдека обележени со сини линии. Значи, треба едно квадратче да се придржи напред. Позимам едното стрелче. Потоа треба да се придржи една, две, три квадратчиња право, еве ги, треба да се придржи три квадратчиња право. Потоа треба да сврти кон лево, дека требаше да сврти кон десно, значи треба да се движи еден чекор напред, па да сврти кон десно, па три чекори напред, па да сврти кон лево, да направи еден чекор напред и да стигне до знаменцето. За да проверам дали моето програмирање, односно чекори кои што му ги дадов на роботот да се придвижи, се точни, ќе кликнам на стрелчето Submit Answer и ќе одлично завршена работа, робот стигна до шареното знаменце. Доколку кликнам на Next, ќе ме однесе на следната игра, на следното ниво и ќе можам да продолжам со програмирање. Ова ќе можете да го сторите веднаш по завршување на часот. Како домашна задача, ќе ве оставам да ги посетите веб страните и да продолжите со програмирање на следните нивоа. Ви благодарам за присуството на овој час, се гледаме на следниот час.